А сега е време и за нашиот втор разговор во студио, односно да ја посакаме добри дојде на нашата гостинка, затоа што ќе разговараме за еднаквоста, меѓутоа не само како дефиниција на хартија, туку како реална потреба за достоинствен живот. Токму во тој правец е и кампањата на ХОПС со силни, моќни пораки, сите вредиме исто и еднаквост сега без дискриминација. За тоа како да ги препознаеме и како да се избориме против родовата дискриминација, стигмата и социјалната исклученост, утро во Македонија наутро разговараме со Александра Трајановска од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Александра, добро утро и добро ни дојде. Добро утро и благодарам на поканата. Кога зборуваме за маргинализирани жени во Скопскиот регион, за кои жени конкретно зборуваме и со какви проблеми најчесто се соочуваат? Па вака би сакала да почнем со тоа што ќе даваме една поширока слика. Значи, проектот што го имплементираме ние, како што најавивте, заедно со ХОПС опции за здрав живот и со коалиција Маргини, е проект на едно долго залагање што ние како членки на мрежа за заштита од дискриминација работиме на тематиката за заштита и превенција од дискриминација веќе долги години, над 15. Па овој проект еднаквост сега за екнување на маргинализираните заедници за социјална инклузија и недискриминација, кој е подржан од швајцарската амбасада преку Civica Mobilitas, е проект на нашето долгорочно застапување и залагање за правата на маргинализираните жени. Покажува од нашето досегашно искуство дека овие жени се ретко застапени, нивниот глас ретко се слуша во јавниот дискурс, особено видно од анализите по пријавите во Комисијата за заштита и спречување од дискриминација. Голем број на поднесените претставки се поднесени од мажи наспроти жените, а особено процентот е многу мал кога станува збор за жени што доаѓаат од маргинализирана група. Поточно станува збор за жени што доаѓаат од рурални средини, жени ромки, жени кои потребуваат дроги, сексуалните работнички, жртвите на родово базирано насилство, бездомничките, осуденичките и други групи на маргинализирани жени. Најчесто можам да кажам дека тие се соочуваат со проблеми, односно игнорирање од страна на системот или државата во процесот на вработување, пристап до соодветна здравствена услуга, образование и слично. Дали дискриминацијата со која се соочуваат овие жени најчесто се случува во институциите или овој проблем е многу поширок и во секојдневието се чувствуваат неговите последици? Па морам да кажам дека најчесто тргнувајќи од секојдневието, ние сме општество што живееме е полно со предрасуди, стереотипи, стигма. И секојдневно секој од нас се соочил и ќе се соочи со некој лош поглед, некоја недостапност на услуга и слично. Коментари лоши, да не ги забравиме, и социјални мрежи, значи имаме социјалните мрежи се преплавени, значи мислам дека сега некако не ги вратија работите, ако до пред некое време, пред да биде експанзијата на интернет, некако не само наше во општество, туку нели сите општества кои што не ликуваат на нашето, некако се движеа во позитивна насока конкретно за овие теми, некако социјалните медиуми како да не вратија некако социјалните медиуми затоа што не се доволно регулирани и е слободен простор, значи тука се случува голема дискриминација, говорна омраза, вознемирување, особено кон ранливите, посебно на овакви ранливи категории на граѓани. Например, ние во нашата работа сме се сретнале со голем број на жени кои што биле одвратени или им било невозможен пристап до некоја услуга. Например, транс жена била избркана од јавен превоз. Друга транс жена не добила соодветна здравствена услуга затоа што незиниот физички изглед и незиниот родов идентитет не соодветствувале и не добила на време несоодветна здравствена услуга. Понатаму руралните жени, морам да кажам дека тука действуваме веќе долги години заедно со Комисијата за спречување и заштита од дискриминација имаме поднесено тужба, акција Популарис, тоа е тужба од јавен интерес во име на руралните жени, затоа што на овие жени не им следува платено породилно отсуство и боледување.
иако плаќаат придонеси за тоа, и сметаме дека ова е системска дискриминација што треба да државата како таква да го реши со некои измени во законот за здравствено осигурување, за да на овие жени им се даде непречено право по породувањето да можат соодветно да останат дома како и останатите жени, да се грижат за своите деца, наместо тоа да бидат приморени или кога се со патолошка бременост да се вратат на работа, често случаи да ја изгубат бременоста или рано да ги остават своите деца. Знаеме дека градинки немаме доволно за да можат тие да бидат згрижени. До сега има ли слух државата, институциите конкретно за овој проблем со руралните жени? Дали низ годиниве се движат, веќе работите на нагорна линија? Па, можам, во ова тематика веќе долги години работиме, има истражувања, анализи и овој тужба е поднесена не затоа што е инициирана конкретно индивидуално од една жена, туку ние врз основа на податоци и анализи што ги имаме, кои се правени долги години, ја поднесовме оваа тужба, затоа што сметаме дека и покрај напорите, залагањата, застапувањата, публикациите, државата нема доволно слух, проба овој проблем да го реши со програма која се носи на годишно ниво, меѓутоа таа програма има одредени правила и одредени обврски што жените треба да ги исполнат, што не се однесува за сите други жени во овој општество, па на тој начин, например, мислам дека за 2023 година само една жена има искористено од таа програма, што сметаме дека не е доволно и тоа не е системско решение, зашто тие би морале да пополнуваат некои формулари и слично и да исполнуваат некои услови, за разлика од сите останати жени кои ова правото доколку плаќаат придонеси им следува во согласно со законот. Кога сме веќе кај ова прашање, каде тука најмногу потврла системот? Во законите или во нивната примена? Имаме релативно добро воспоставена законска рамка, законодавно правно и во полето на дискриминација и во другите права. Реално носиме добри закони во согласност со европската регулатива. Најчесто потврламе во пракса кога наместо почит професионално, навремено, во интерес на жртвата, институциите да постапуваат, тие ги препраќат, не знам, оди на друг шалтер, го превеличуваш проблемот, не е за тука, врати се дома, не е ова така како ти што мислиш, вие некогаш не сакат да ги примат на разговор. Меѓутоа, морам да кажам дека сведоци сме минатата година, освен во праксата, некако тргнавме назад и со законите. Например, законите за образование што се донесува минатата година се избриша родовата еднаквост, што ми сметаме дека навистина дополнително ги виктимизира овие жртви. Сведоци сме дека насилството во основните и средните училишта е во пораст, детските бременности исто така се во пораст и сметаме дека со ова дополнително ја зацврстуваме дискриминацијата наместо тие родовата еднаквост и сексуалната и репродуктивното здравје да останат како такви во образовниот процес и да не ги криеме проблемите, него јавно да зборуваме за нив. Ние ги бришаме овие термини и дополнително можеби ќе придонесеме кон зголемување или непријавување на онака поради слабата доверба во институциите да останат како такви не евидентирани случаите на дискриминација и насилство со кои се соочуваат жените. Добро, и кога сме ведно под прашање кај овие закони, зошто на некого би му одговарало да гледа малолетно девојче бремено во училиште, отколку едукација, како да се заштити, што да превземе, сексуално образование? Ако ги ставиме овие две работи на кантар, добро го поставив прашањето, затоа што ако не сакаме да имаме такви решенија во образованието, значи сакаме да гледаме малолетници кои што едноставно за сексуалното образование немаат никакви знаења и слично. Така некако барем луѓето ги сваќаат работите. Така да доживуваат работите затоа што кога се носеле овие закони се носеле без да се консултират и младите, потребно да се прашаат директно младите или граѓанските организации, младинските граѓански организации што работат со младите, за да кажат кои се причините, а не тоа да биде донесено еднострано поради група на загрижени родители што поднело иницијатива до собранието за да се направат овие измени во насока дека така ги штитиме децата
Сега кога зборуваме за деца, не мислиме за деца само прво, второ, трето, четврто деление, тука се средна школа, кога веќе влегуваат во пубертетот и треба да, нели сега интернетот имат, може да дознаат се, меѓутоа убаво е кога правилно ќе бидат насочени тие информации и кога нема да се случуваат работи како несакани бременности или се случува во последното време и сексуални напади од, не знам, 15 годишно дете врз 5 годишно дете, треба да знае што е исправно, што не е исправно и да зборуваме за ова и да се најде соодветен начин, можеби не во првите школски денови, меѓутоа понатаму во образованието да се разговара на овие значени и битни теми. Веројатно, од се што ни кажавте претходно, може и да се стручи одговорот на следното прашање, меѓутоа, ајде што покажуваат резултатите од вашите истражувања и работата на терен, зошто поголемиот дел од жените не пријавуваат дискриминација, иако ја доживуваат, и всушност оние кои што ќе се одлучат да пријават, со што се соочуваат во институциите потоа? Обично жените не пријавуваат не затоа што не им се случува или затоа што не знаат дека им се случува, веќе доволно си информирани и се работи долги години на ова поле, знаат, меѓутоа голем дел од нив, речиси сите, имале некој негативно искуство со институциите, како што кажав, не биле примени, им се превртува очи, не сака да им се прими пријава. Јас имам лично одено со жена кога не е тука, прво треба да одиш таму, па ти фали овој документ, па не можеш да го направиш ова, не им се дава цели одговори. Едноставно тие и онака се наоѓаат на маргините на општеството и кога дополнително нема, кога ќе се охрабрат и кога на прва нема да ја добијат помошта и заштитата што ја бараат, тие се разочаруваат, се враќаат назад затоа што обично тоа изискува и финансиски импликации, поддршка од семејство, роднини, пријатели, се плашат дека ќе изгубат работа, дека дополнително семејството, вработените во институциите ќе ги виктимизираат, ќе имаат осуда од семејството, пријателите и слично. Така. Добро, ако малку навлеземе во психологија, навистина жал ми е кога зборуваме за вакви работи, бидејќи најмногу осудуваат тие луѓе кои што за жал, ако ова го нарекуваме грешка, ете ги прават тие грешки, меѓутоа ете наоѓаат луѓе кои што јавно зборуваат за своите проблеми и сакаат да се променат, за жал се осудувани, но ајде се надеваме на една промена и подобро општество. За крај од разговорот, еднаквост сега и сите вредиме исто. Ова се мокни пораки на еднакво сега без дискриминација, ова се мокни пораки на кампањата, па што овие пораки ги прават по различни иницијативите сега? Еднаквост, ова иницијатива сите вредиме исто ја прави поразлична затоа што со неја сакаме да разбиеме ова стигма за која до сега што зборувавме и таа е гласот, онај невидливиот глас на жените што ние го збориме, што тие бидејќи не се пријавени, не влегуваат во статистика, меѓутоа ние ги имаме податоците, изборуваме од реални искуства, реални предизвици, изборуваме за системските бариери со кои тие се соочуваат. Еднакво сега она што сакаме да постигнеме дека секој еден човек и секоја една жена ќе има еднаков пристап до права, добра услуги, дека институциите ќе работат навремено, професионално и ние како општество нема да осудуваме, туку ќе почитуваме, ќе пробаме да се разбереме и да се почитуваме, не да осудуваме и секој еден ќе биде еднаков не само на хартија, туку ќе биде еднаков и во своето живење, ќе го живее својот живот достоинствено. Така. И на крај вашата порака, Александра, за жените, охрабрувачка, кои што можеби во моментов трпат било каква дискриминација, а немаат доволно храброст да побараат помош. Би сакала да им кажам дека стравот е разбирлив, навистина постои, ние ги разбираме, постоиме тука за нив, сите три партнерски организации, вратите секогаш ни се отворени, може да дојдат, да поразговараме, да видиме, може ќе најдеме начин, ќе се оснажнат, ќе знаат дека не се сами, дека постојат начини за да го решат проблемот, не мора да се пријави, меѓутоа ние сме тука и како и денеска да говориме јавно за нивните проблеми и да се надеваме дека општеството ќе се промени во позитивна насока. Благодариме уште еднаш. 8 часот 54 минути, време е за музика, дел од програмската понуда на јавниот сервис и во 9 часот најновите вести со колешката Гордана Ѓорчева.